Добро вечер, драги наши, добро дојдовте во најновото издание на Нов ден. Надвор е студено и трае сезоната на настинки. Доколку и вие ги чувствувате првите симптоми на настинка, рецептот кој што ви го подготви нашиот нутриционист Весна Пирузева Петровска сигурно пријатно ќе ви дојде. Во комбинација со состојки кои го јакнат вашиот имунитет, овој рецепт сигурно ќе ве заштити од досадните зимски настинки. Затоа да го погледнеме и да започнеме со нашиот колега Мишел. Здравието на Мени. Добар ден, почитувани гледачи. Како и да размислувате, патиштата ве водат до една цел. Како да се згреете и како да останете здрави во овие студени зимски денови. А како поинаку, освен со добра храна и добро избалансирани нутритиви. Затоа денеска се определивме да направиме една топла енергетска чорба со житарка и зеленчук. Зошто со житарка и зеленчук, бидејќи комбинацијата меѓу некои житарки и зеленчуци, а особено меѓу просото и карфиолот, кои се наши основни намирници во чорбата која ќе ја правиме, е многу добра за ваш детоксикатор, да ви го прочисти вашиот организам, и за ваш имуномодулатор. Тоа значи да ви го подржи и да ви го закрепне вашиот одбранбен систем. За денешната чорба што ни е потребно? Ни треба морков, ни треба пашканат, целер, ни треба домат, ни треба карфиол, зелена пиперка, макдонос, просото како основна житарка, маслиновото масло, црн пипер, малку сол, прстокат сол и куркумата или кари како зачин, дополнителен зачин. Зошто денеска се определивме за просото и за карфиолот, бидејќи тие како самостојни се многу добри во својот нутритивен состав, а особено кога се во комбинација, па тоа можеме да кажеме дека е само една многу добра добитна комбинација. Просото како житарка безглутеинска, значи може да го употребуваат оние што не може да го поднесе глутенот, а го има ворсто и во пченицата, а исто така е многу добар за вашиот метаболизам, бидејќи организмот многу добро го преработува. Потоа, просото е многу добро затоа што во себе содржи манган и фосфор, а тоа е многу добро за вашите коски и зглобови. Карфиолот, нема што многу да се зборува за карфиолот, бидејќи карфиолот е во фамилијата на зелките, а знаеме дека тие се многу добри борци против слободните радикали, кои го загрозуваат вашиот организам и ве прават да не бидите отпорни на некои надворешни инфлуенци. Карфиолот потоа во себе содржи витамини, особено од Б групата, витаминот С, ги има минералите, фосфор, манган, магнезиум, цинк, има триптофан, има фитонутриенти, значи има се што е потребно да вашето срце го заштити, вашиот имунолошки систем и да станете отпорни на сите надворешни влијанија. Исто така, многу е добро да се каже за карфиолот дека има во себе и една состојка триптофан. Го регулира и вашиот сон, значи што е тука кај карфиолот? Карфиолот е една многу добра намирница која треба често да ја употребувате. Денеска рековме ќе направиме комбинација во чорбата со просото, значи 5+ имате во вашиот оброк. Чорбата најпрви се прави кога морковот, рендан морков, целерот, пашканатот, пиперката и доматот ќе ги ставиме во еден сат и ќе ги оставиме така да се готват 15 на минути, за да може да се спојат сите состојки, сите нивни вкусови и нивни сокови. После тоа се додава маслиновото масло и се додава просото. Просото треба да се каже дека треба претходно нормално да се исчисти, а потоа да се пропрши на сува тава, за да може да ја добие таа златно-жолта боја
и потоа многу подобро и побрзо да се вари. Инаку времето на варењето на просото е многу кратко, значи не треба многу да губите време и топлинска енергија за да се дојде до крајниот резултат. Потоа го ставаме просото и повторно го затвораме садот за да се спојат сите сокови и сите вкусови. Од кога ќе се спои сето тоа, се додава водата и се остава да се вари. Се додава водата околу 500 до 750 мл, зависно од тоа количински колку сакате да правите, а потоа се остава да некаде околу 15 до 20 минути и се додаваат цветовите од карфиолот. Се додава зачинот и се затвора и се остава на умерена температура да се вари. Потребно е некаде околу 10 минути и вашата чорба е готова. Да напоменам дека макдоносот се става на крајот, бидејќи она што го има во себе макдоносот можете да го задржите и да го зачувате само ако го ставите на крајот од приготвувањето. А за карфиолот треба да напоменам дека карфиолот е исто така многу кревол зеленчук кога се приготвува. За да бидејќи испушта гасови при готвењето, најдобро е ако самостојно го ставате во салати, тогаш да го приготвите 5 до 7 минути и тоа ал денте. Толку му треба на карфиолот за да ви го подари се она што тој го има. А за просото, уште еднаш да напоменам дека е прекрасна житарка, која можете да ја имате и за доручек, и за ручек, и за вечера. Ете, почитувани гледачи, мора да признаете дека изгледа многу вкусно. А дали е добро? Дали е добро? Па тука нема сомнеш. Пробајте, па сами ќе се уверите. Ви благодарам до следниот пат. Во оваа прилика би сакале да ви го представиме охридскиот сликар Драган Спасевски Охридски. Досега за неговото сликарство е пишувано многу повеќе пати од скоро сите историчари на уметност во Македонија. Тој е сликар на 4 елементи, сликар на сонцето и сликар на родилката и светлината. Творештвото на Охридски се состои во повеќе циклуси, зашто повеќе ќе дознаеме следната година, кога се очекува да излезе неговата обемна монографија. Тој ќе биде еден пресек на се она што го стварал на ликовен план, подкрепено со критички осврт за неговото сликарство од еден од најзначајните историчари на уметност на Балканот и пошироко Дејан Чорич, кој практично го позиционира сликарството на Охридски во историјата на уметноста. Повеќе околу тоа ќе објавиме кога целиот овој проект ќе биде готов. Оваа слика, што за вечерва ја избраа од галеријата Букефал, да ни го краси студиото, е дел од циклусот на надреални метафизички слики на која се гледа стадиумот на делата на Охридски. Физичката неактивност и секојдневната работа на компјутер се најчестите фактори за неправилниот физички развој на децата. Кревкото тело, кое се уште е во развој, максимално ги чувствува последиците, па за жал, голем број на децата имаат искривување на рбетот. Кинезитерапевтот Јован Калановски ќе ни каже нешто повеќе околу овој негативен тренд, причините, но и за начините за справување со истиот. Слабата физичка активност и современиот начин на живот влијаат врз сите нас. Меѓутоа, тука особено на удар се најмалите деца. Поради таа физичка неактивност, често кај нив се јавуваат некои искривувања и деформитети, дали во рабетниот столб или во екстремитетите, кои што доколку не се третираат навремено, подоцна може да е веќе доцна. Каква е состојбата со нашите најмали деца, ќе ни објасни кинезитерапевтот Јован Калановски. Јован,
Објасни ни, кажи ни каква е ситуацијата со децата ете во нашиот регион, значи во поглед на тие искривувања и деформитети кои што настануваат кај нив. Накратко, во последниот период, значи, сме доста засегнати со децата. Веќе 2-3 години се вршат прегледи интензивно по основните училишта низ Охрид. Резултатите се катастрофални. На 4 од 5 деца имаат проблем со деформитети. Дали се тоа деформитети на ребетот, кифозата, сколиозата, лордоза, крив врат и слично, дали се тоа проблеми со нозе, криви нозе, X нозе, O нозе, стапалата или па тежината, често се застапени и ги има многу. Децата живеат во еден период, да кажам, кој што и ние како родители сите малку забораваме на нив. Живеат во еден период каде што имаат премногу активности на училиште, компјутерите се присутни веќе тука постојано и се изложени на многу тешки услови, тешки и ташни, игрите на компјутери, дополнителни активности надвор од школските обврски, приватни часови, се тоа прави еден шок на нивното тело. Добро, што родителите може да превземат од барање на стручна помош со цел да им помогнат на своите деца, нели да се коригираат овие деформитети кои што настануваат кај нив? Многу често се среќавам со прашања, истите тие прашања од нашите родители на децата. Често ме прашуваат што да преземеме, како го испуштивме детето, веќе има проблем, има деформитет и слично и што треба да превземеме. Ги критикуваат, значи компјутерите, ги критикуваат школските ташни, неправилно стојат децата. Значи треба да се превземе да се плача нивната физичка активност. Значи како и да се секој бара причина во нешто друго, но сепак јас би кажал не е само до школските ташни, не е само до компјутерите и слично, проблемот е до мускулатурата на децата. Значи тие немаат доволно добра мускулатура за да го издржат теретот што самите деца му го даваат на организмот и на телото. Значи нивната мускулатура не е силна, не е стабилна. Силна би била кога би спортувале, кога би посетувале физички активности, дали били тоа кошарка, дали било фудбал, дали било карате, дали било некои такви активности. Во тој случај детето може да издржи на компјутер и да игра ако треба сат време, може да издржи теретот на школската ташна, може да го издржи теретот да седи исправен на училиште и слично. Воспротивно, тој терет е преголем за дечињата. Значи, детето после 15-20 минути на компјутер си зазема положба во која што му е по-благопријатна, тоа е искривена положба. Но во школските клупи исто така, седат неправилно. Ташните им се тешки, затоа што не може да издржат таа тежина. Често се среќаваме како родителите веќе ги испраќаат децата до училиште, ги носат ташните пошто сметат дека се тешки за самите нив. Сега, да се вратам на прашањето што треба да преземат. Значи, многу физичка активност. Додека децата, секој едно дете веќе се среќавам, тренирам тука кај мене многу деца, секој едно дете има дополнителни часови математика, информатика, англиски, италијански, се тоа е добро. Но кога веќе имаме време за 2-3 дополнителни часови, да ги запишеме децата и на некои спортски активности, да захранат мускулатурата, да седат исправено, да се истегнуваат за да пораснат правилно и без никакви проблеми. Така, ќе кажеме за среќа, тие се во една возраст во која што нивниот кревок организам се уште е во фаза на развој. Вклучително тука и нивниот трбетен столб и коските се уште се развиваат, па имаме можност нели да направиме некаква корекција. Во годините, значи тие критични години 10, 11, 12, тука веќе се јавуваат тие проблеми. Значи во таа годишна возраст детето веќе расте, зема замах во раст, веќе става и килажа да кажам и значи тука се појавуваат првите деформитети. Веќе треба да се држи поисправено, но веќе е повисок, има поголема тежина, чувствува умора и си земаат неправилна положба на телото. Тука се појавуваат најчесто тие деформитети. Но тука и се коригираат. Значи ако ги фатиме во деформитетите на таа годишна возраст околу 10, 9, 11 години, многу лесно се коригираат. Додека веќе кога ќе направат децата 14, нагоре, 15, 16 години,
Хребетниот столб и општо коските, екстремитетите се зацврстуваат, се стабилизираат и многу е тешко да се коригираат некои деформитети кои веќе сме ги заборавиле. Значи таму нас терапевтите ни е многу потешко да работиме со деца над 15 годишна возраст отколку со деца под 15 годишна возраст. Затоа, значи јас праќам еден апел до сите родители. Контролирајте ги децата, носете ги често на секои 6 месеци барем на еден преглед како се одвива нивниот раст и развој, за да ги имаат во контрола. Затоа што многу често се среќавам со тие коментари, го испуштивме детето, заборавивме, се искривило, така да... Така, секако дека ова е првиот фронт во кој што се враќа всушност здравата положба, работот во правилна положба. Меѓутоа, што е она што децата и родителите вклучително може да го прават настрана од овие вежби кои што се корективни од спортски активности, нели, сите оние спортови кои што може да се практикуваат, кои што би помогнале во оваа состојба? Значи, тие корективни вежби што ние тука ги правиме се веќе последен тип на вежби, да не дозволиме да ги правиме тие корективни вежби. Јас се радувам кога би немал работа со таков тип на деца. Најважно, значи, тие спортски активности, веќе јас гледам дека во градот почна некои активности, спортски одбојка имаме. Имаме кошарка, имаме неколку училишта што држат часови по кошарка, имаме ракомет, имаме фудбал, имаме многу карате, многу боречки вештини. Тие се сите ни физички активности што им даваат стабилност и ја подобруваат мускулатурата на децата. Воено таму добиваат и стегнување, така да што нема да имаат проблем во растот на детето, ќе си порасне, значи, баш колку што треба. За разлика, мора да кажам тука, многу често се го добивам прашањето што е тоа скратена мускулатура. Детето ми кажа дека има скратена мускулатура. Значи, едно дете за да порасне во растот колку што треба или колку што би сакал максимално, треба константно, како што вежба и да се истегнува за мускулатурата да му го прати растот на коските. Во тој случај тоа нема да има проблеми. А таму на тие спортски активности ќе го добива тоа. Јас сум сигурен дека тие часови ги водат добри стручњаци и ќе им го дадат правилните вежби на децата. И уште едно мора да напоменам, ностоп сум во контакт со професорите по физкултура во нашите основни училишта. Децата, значи, се консултираме како се повеќе да им даваме вежби за раст и развој на нивното тело. Се повеќе посветувам внимание на нивниот развој, така да јас апелирам за уште повеќе часови по физкултура да имаат во основните училишта, зашто тие се таму децата добиваат својата рекреација, своето избежување и својот одмор. На нашата покана да биде вечерва заедно со нас во студиото на ТВМ, тој ни одговори со прашање: зошто токму јас? Одговорот, драги наши, ќе се потрудиме да го дадеме во следните 30 на минути, токму во разговорот со него, гостинот во вечерашниот нов ден, на наше големо задоволство, почитуваниот Тоше Џоџоровски. Добро вечер, Тоше, и добре дојде во студиото на ТВМ во уште едно ново издание на Нов ден. Добро вечер, Доброве Најдов. Честитки за Нов ден, за новата емисија на ТВМ. И ви благодарам за честа што ме поканивте да бидам вечерва гостин. А ние ти благодариме што ја прифати поканата и што сепак најде и одвои од своето драгоцено време да споделиш со нас еден убав разговор. Се прашував, токму така, се прашував зошто јас, но како и да е, првата причина за која прифатив беше лично твојата покана. И еве веќе додека се подготвувавме малку тие 5-10 минути пред емисија, навистина се чувствувам пријатно и се враќам години наназад. При првата наша средба во некогашното Унофорте радио, радио со стандарди, радио во кое што владееше голема почит, љубов, хармонија, дружење и еве колку години се вратив наназад. 20 години. Тогаш беа и почетоците на ТВМ исто така? Ете така, значи времиња кога се градеа охридските медиуми. Незаборавни беа ноќите со со маратоните, со вклученоста на тогашниот Охридски театар во
емисиите. Така да, ете, се најдов тогаш, таму, заедно со сите вас. Во студиото, да. Да, во студиото на Уно Форте и во овај град и навистина ете ми е драго што еве вечерва повторно имаме прилика да споделиме дел од нашето живење. Токму така, поминаа многу години, меѓутоа она што е важно од сите тие изминати години, верувам ќе се сложиш со мене, е што имаме навистина убави спомени. Особено кога се работи за градење на нешто, ете тогаш беа, како што спомна, постоеше Уно Форте радио, меѓутоа тогаш беа и почетоците на телевизија ТВМ. Мислам дека и незиното развивање нели до денес. Така е. Токму така, мислам дека се е минливо, сите ние сме минливи, сите сме гости на овој свет, токму спомените остануваат и навистина е драго кога човек ќе направи, ќе створи, ќе остави нешто зад себе, по кое што ќе се паметиме. Така да, еве, токму спомените на едно време, повторно ги споделуваме со големо задоволство и дај Боже посакувам таквата љубов, почитување и соработка меѓу луѓето да продолжи секогаш и секаде. Наспроти сето ова што не обкружува, но може би околностите си го чинат своето, времето, економијата, политиката и така натака, но сепак луѓето го прават светот. Затоа треба малку да водиме сметка и да најдеме време за она што значи човечност, морал, етика, без разлика во која сфера и каде се наоѓаме во одреден момент од животот. Токму затоа, нели, и те одбравме за гостин, затоа што со тебе можеме да разговараме на различни теми, да разговараме сега за она што Тоше го прави во овој момент. Само ќе кажам дека си менаџер по туризам и угостителство, по образование, а по професија, исто така во истите води, Тоше е успешен генерален менаџер на хотелот Силекс. Да, токму така, фала Богу, имав ете прилика да, значи, она средно образование кое што го избрав, средно угостителско туристичко, да го продолжам со факултетот за туризам и угостителство и имав можност и прилика да продолжам да го работам тоа што сум го избрал. Може би во тие моменти кога на 18 годишна возраст и не сме доволно зрели и свесни, но предвремените созревања, може би активности, на моменти би рекол и маката човек ќе го натера да мора во одреден момент да размислува малку попрактично, попрагматично, така да ете и мојата одлука тогаш беше да продолжам во таа сфера, а сега еве да ја работам таа работа, која што ни малку не е лесна, но многу исполнува. Исполнува бидејќи се работи со луѓе, се работи со луѓе од различни држави, различни култури. Јас секога за нашата професија велам да го направиш човека среќен, значи задоволен, кој е со своји навики, кога ние знаеме самите дека на моменти сами со себе не можеме да се задоволиме, така да токму нашата професија е рамна на уметност и може би тука наоѓам многу допирни точки со она што значи примарна моја дејност и секундарни некои активности, но во моментов точно сум на позиција генерален менаџер на хотел Силекс Охрид, компанија која опфаќа два објекти во моментов, тоа е хотелот Силекс во Охрид и хотелот Кратис во Кратово. Тешки времења за туризам, но како и да е, мислам дека и во ваквите моменти треба да се бориме и да обстоиме со надеж дека ќе дојдат оние убави моменти кога хотелите сами ќе ни се полнат, пак ние тога ќе сме порелаксирани, но за жал сега не е така. Многу работа, но сепак еден човек не може сето тоа да го постигне. Јас сум среќен што имам добар тим, сериозен тим околу мене и точно еве во оваа прилика користам прилика и да ги поздравам моите колеги вработени со кои заедно војуваме на полето на областа на туризмот и угостителството. А тоа е многу важно, нели, да си обкружен со вистинските луѓе кои што во секое време ќе знаат и да ти помогнат и да ти асистираат, нели, за работата да заврши онака како што треба. Тимска работа е во секој случај, значи за таа работа зависи од првиот до последниот човек, затоа е многу важно да се развие тој тимски дух, заеднички да се сподели тежината на
денешницата, значи на нашата бранша, која е осетлива по многу основи. Еве сме ние во време на предновогодишни празници, значи веќе втора половина на декември. За среќа капацитетите се прилично распродадени, но велам колку би било убаво кога еден месец однапред би можеле нашите објекти, значи или градот како дестинација да биде продаден, а ние само да се сконцентрираме на она што значи креирање на услуга. Но не е така. Нормално, со повеќе мака, но важно е крајниот резултат. Повеќе си од компетентен да те прашам, бидејќи ја начнавме нели темата, токму за тоа, за туризмот во нашиот град се прават напори, нели она главна туристичка сезона да се продолжи преку целата година. Колку реално, ето твое искуство, бидејќи си во проблематиката, Охрид успева колку толку да ја продолжи таа туристичка сезона и во есен, ете сега веќе и во зима, новогодишните празници понатака. Успева и треба да бидеме задоволни. Никогаш не треба да се задоволиме, но треба да бидеме задоволни, бидејќи ако зборуваме за сезона, за сезонски карактер нели на на градот Охрид и на нашите објекти, тоа сезоната е многу кратка. Значи од година во година за жал се повеќе и повеќе се скратува, но странците си го направија своето, организираните групи или дефинитивно Македонија, односно Охрид како дел од Балканска тура, раѓаат со плод. Дали се тоа гостите од Турција, Холандија, Полска, Австрија, се тоа организирани групи кои што обезбедија некаков континуитет. Пред сезона и после сезона тој семинарски туризам постои. Так. Мислам дека барем од анализата во овие 5 години од кога сум значи на тука значи како менаџер во град Охрид, гледам дека за среќа секоја година имаме подолга сезона. Нормално зимскиот период е рак рана за сите. Она што сме го спечалиле можеби летниот период, доаѓа зима кога треба да го потрошиме, но сепак напорите на владата, значи олеснувања, ДДВ-то, напорите на здруженијата, еве да тргнам од нашето, велам нашето Охридско, бидејќи ние сме поголем дел Охридските хотели, тоа е здружение Хотам на ниво на Македонија, значи напорите на коморите и така натака, сите заедно во еден поход, во една борба да сколемиме и сезона, и обрт на ноќевања и да допринесеме така повеќе за нели за економијата во нашата држава. Мислам дека треба да сме задоволни, има позитивни резултати, но далеку сме од она што треба да бидеме, бидејќи јас не можам да зборувам за некои златни времиња, туку статистиките покажуваат какви се бројките 96-та, 7-та, 8-та на ниво на држава остварени ноќевања, какви се сега. Но стремеш, борба да повторно ги постигнеме и дај Боже надминеме да таквите бројки. Колку сте подготвени за новогодишните празници? Или уште сте се подготовките во тек? Подготовките се веќе при крај, значи новогодишните празници се на прагот. За среќа пазарите кои што редовно ни доаѓаат како гости во Охрид ги имаме. Единствено не достигаат гостите од Србија, значи тоа е за жал значи едно прашање најблиските комшии и најдобрите туристи и потрашувачи може би ни изостануваат, но сепак кризата си го чини своето. Како и да е, но ова година пак ме радува што има зголемување на домашните туристи за нова година. Значи тоа е исто за почит, што значи ете дали се должи на подобар стандард или веќе на наши подобри услови и цени. Како и да е, не е за подценување и домашниот македонски пазар, што може би секоја сме го подценувале, но еве кога ќе му пристапиме поотворено и со поприлагодливи услови, гледам дека не прифаќаат и ова година имаме од различни градови на Македонија, ете гости, резервации за дочек на нова година во Охрид. Она што беше прашање летото каде се домашните гости, значи ете полека. За тоа велам, треба трпение, треба оптимизам. Коцките, да. Така. Додека сме на тема туризам, тоше вчерашната средба по повод овој разговор ја остваривме во твојот кабинет на Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Не случајно, тоа е затоа што ти си
веќе известно време таму стручен соработник, значи на факултетот за туризам. Така. Да слушаме малку нешто повеќе Так. за Тоше како професор. Така. 3 години веќе, значи стручен соработник на факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Јас сум студент и магистрант на тој факултет и сегашниот менеджмент дефинитивно вложува сериозни напори, значи деканот и екипата околу него за воведување на практичните предмети во рамките на наставната програма и тоа како задолжително. Не дека практичната работа ја немало на тој факултет. Може би ние како генерација, значи јас, Ние значи немавме, ете да. и вие сте ми колешка, Немавме практична. значи колку имавме практична и каква во тој период била, во каква форма, факт е дека не достигаше. Меѓутоа, тој факултет памети и периоди, барем сега, кога го подготвувам магистерскиот труд на истата тема, доаѓам до податоци, периоди, години, кога многу сериозно тој факултет се посветувал нели, на практичната работа. Како и да е, различни периоди, различни години, различни наставни програми, некогаш не секогаш е врзано со менеджментот на куќата, на факултетот. Но, сега во овој момент веќе се воведени тие практични предмети, туристичка практика, угостителска практика и практична работа. И ете, доверба се даде, значи овој пат на индустријата, значи на човек од индустријата, се со цел да можат студентите да бидат поблиску до стопанството, до објектите, за да формалноста на тие предмети целосно избрише, туку напротив, студентите да добијат некои основни практични знаења. Не дека со тој фонд на часеви можеме ние да го постигнеме оној целосен ефект, но важно дека има напори, правиме напори, има напредок и навистина ми е драго кога можам она што во што го работам во мојот објект. Тоа сакам да речем, значи најблиску си до праксата и на начинот на кој што можеш да им го пренесиш тоа на студентите. Се трудам во одредена форма, на одреден начин, значи моите часови ги реализираме по објекти, ако зборуваме денеска за рецепциско работење, за прием и сместување на гости. Ние одиме заедно со студентите во различни хотели во Охрид, се со цел истото да имаат можност прилика да го видат. Во еден ден од неделата истите се распоредени по објекти во Охрид и мислам дека се подобрува довербата помеѓу образовната институција и индустријата. Сепак се тоа нашите идни колеги. И за среќа постои една фина клима и голема благодарност изразвам пред се на моите колеги по хотелите кои даваат доверба на факултетот и ги примаат нашите студенти, бидејќи без нив не би имало можност целосно да се реализира, значи да го добиеме ефектот од практичната работа на студентите. Сигурно е сатисфакција да се биде да се работи со тие млади, како што ги нарече идни колеги. Убаво е бидејќи се млади колеги во моментов може би ја избрале струката не по нивна желба, може би избрале струка за да имаат високо образование, но убаво е кога искрено може да се сподели и да се разговара на темата. Што значи оваа професија? Кога ги гледаат позитивните, негативните страни, може би се надевам дека ќе бидат поспремни за онај ден или пак можда побрзо ќе се продадат на пазарот или преку праксата во летен период или во текот на година ние имаме случаи кога работодавците, односно објектите ги задржуваат. Може би побрзо ќе си дојдат до работното место. Навистина е радост еве ова лето кога наши студенти од факултетот сретнав во одредени објекти кои после праксата останале на работа. Така да тоа те прави задоволен, среќен и ете тоа е еден аргумент за дека сме успеале, дека факултетот успеал во своите намери. Фактички тоа е заеднички бенефит, сакав да кажам и за вас како институција и за самите студенти, нели дошле веќе до работа, тоа е всушност во светот така и функционира. А ете вие го имплементирате, што е многу убаво и за поздравување. Среќа, еве ние имавме 8 декември, празникот на градот,
Факултетот за туризам и угостителство го организираше главниот коктел, свечената вечера, се беше тоа храна, послужување од кујната и од услужниот персонал, односно студентите на факултетот. Ете, и тоа е една новина која може би треба да се практикува понатака. Па сметам дека, значи, била успешна, ако убаво и успешно нели поминало се. Па гостите кои беа вечерта можат најдобро да преценат дали било добро или лошо, но успех е со самото тоа што студенти се осамостојуваат. Значи, дали прв пат ќе фатат табака во рака или прв пат ќе направи прием на гости во сала, сепак е повеќе од ништо. Така да треба да секогаш да си се почитуваме. Туку напротив, ние сме некогаш луѓето склони само да се критикуваме. Критиката е добра работа, тоа не тера за да бидеме нели подобри, доколку е позитивна, да бидеме и можеби нели поуспешни во некој дел, но не секогаш треба да меѓусебно меѓусебно критикуваме или негираме. Грижата за општото добро е една од највисоките приоритети во твојот систем на вредности, ова го кажувам затоа што те познавам. А ти тоа во континуитет го покажуваш и го докажуваш со конкретни дела, особено на полето на културата и на уметноста. Сега и покрај твојата скромност, Тоше, во денешно време, нели, информациите многу брзо се шират. Особено ми е драго кога се шират добрите информации и позитивните, и затоа токму тие активности не остануваат тајна. Зборот ми е да проговориме малку за културно-уметничкото друштво Дримкол од Вевчани, за патувањето кое што вие го остваривте во Лондон, Англија, бидејќи тоа ми е како најсвеж пример, а повторно пак да го врзам со твојата голема љубов од секогаш, од кога те паметам, токму со Дримкол од Вевчани и твојата поврзаност со тоа. Сметам дека секој човек во животот покрај личните работи за кои што нормално е платен или му се задолжителна обврска, сметам дека не е на одмет ако нешто направи плюс за како општествено добро. За среќа уметноста ме исполнува. Уметноста за мене представува еден вентил каде што после напорниот работен ден или после напорната работа која што навистина и тоа како е стресна, имам можност, прилика да бидам душевно смирен, задоволен и токму благодарам на Бога што тие афинитети кон уметноста се дел од мене. Се трудам да најдам време во овај момент, барем не сега, не само да се задоволам себе си, туку да допринесам во продолжетокот на една традиција. Бидејќи јас сум од Вевчани. Вевчани место со традиции, место кое што знае да си го почитува својата традиција, идентитет, и токму заради од тие причини веќе и да немам време го измислувам, се со цел една гарнитура, значи едно друштво кое брои 150 членови и понатака да продолжи да работи и на крајот на краиштата да оставиме нешто зад нас, за нашите деца, за нашите поколенија, бидејќи не почнало тоа од мене. Ако зборуваме за традициите во Вевчани, тоа се години наназад. 47 година е првото фолклорно здружување кое што е одликувано со диплома на 11 октомвриските свечености во Скопје. Или ако зборуваме за театарот во Вевчани, 36 година е изиграна првата представа на македонски јазик. Тоа се генерации, тоа се тогашните учители, тоа се вредности и токму ми е драго што имам прилика да допринесам во опстојувањето на таквата традиција. Културно-уметничкото друштво Дримкол, како што кажавте, значи неодамна се врати од Лондон, многу сериозно и достоинствено успеа да ја презентира, значи да ја представи нашата држава во најдобро светло. Од 2000 година сум раководител на истото друштво и постигнати се некои норми, стандарди кои му доликуваат на Вевчани и на Македонија. Тоа е на волонтерска основа, меѓутоа не само моја, туку на цела една екипа кои работат
И се повеќе посакувам истото да си добие свој професионализам, бидејќи доаѓаат нови кадри, значи во моментот во друштвото работи особа Наташа Ташкова, која што е етнолог по професија. Доаѓаат образовани музичари. Може би еден ден ќе успее Вевчани да се гордее и со национална установа на полето на културата, бидејќи во рамките на нашето друштво сериозно работи патувачки театар. Значи имавте прилика скоро да гостува во Охрид. Работи фолклорниот ансамбл, работи пејачка група, работи изворен оркестар. Се тоа луѓе кои што одвојуваат од своето драгоцено време на волонтерска основа само да допринесат за развој на традицијата. Може би се раѓаме со тоа, бидејќи карневалот ни е најголем показател. Ние живееме, обстојуваме, живееме за тој ден. Така да може би тоа е длабоко во нашите гени. Но како и да е, ете, ја имам таа чест и прилика да дадам свој допринос во рамките на културното живење, обстојување. Драго ми е, ги издвојувам, значи со особено задоволство годиниве и годините кои поминале. Зад мене постојат во оние периоди, значи додека сум бил студент и кога сум бил послободен, и конкретни авторски проекти на полето на театарот или фолклорот како лично мои авторски дела или режии. И сето тоа јако било од љубов, не било парично, значи наградено. Да. Сето тоа делува во самиот човек. Ако ништо друго, организациите, работата со младите деца, патувањата допринесле во мене како човек да првата година кога сум се сретнал да менаџирам по линија на мојата професија, ако ништо друго да имам одредени претходни искуства. Така да ништо не е случајно, ништо не е за џабе. Подобро нешто нека се сработи без пари, отколку времето да се потроши туку така. Но пред се тоа треба да се сака. Значи, го чинам истото прво затоа што ми значи, никој со сила никаде не тера да бидеме, така да го чинам од љубов, за мој душевен мир, за задоволство, и го чинам за Вевчани, за една генерација која што се надевам дека истото тоа ќе го прави за нашите деца и поколенија кои доаѓаат. Так, само се една алка од ланецот кој што трае со години назад и ќе трае и дефинитивно, затоа реков, место со своја историја, своја специфика, и мораме сите да дадеме одреден допринос за развојот на истото, иначе на крајот на краиштата што би не препознавале, што би оставиле на овој свет. Со тоа се прави и разлика, нели? Тоше, како член на управен одбор на Охридско лето, од редот на истакнати поединци повторно, значи од областа на културата, како испадна тоа членство во Охридско лето? Дали преку бизнис заедницата или по некоја друга основа? Може би... Бидејќи тоа е веќе јавно, или не? Ангажманот на полето на културата, години се тоа наназад, конкретни се тоа проекти. Сериозни проекти сум координирал, како што беше на времето развој на општините преку културата. Значи, се тоа проекти за кои се надевам дека биле успешни, и ете по тој основ, значи, ми представува чест што сум дел од менаџментот на големата, најзначајната национална установа од областа на културата, значи фестивалот Охридско лето, така да токму по тој основ, ете, за среќа некој забележал дека некој човек прави нешто за општественото добро, а во овој момент на Охридско лето, значи токму сметам дека не само на Охридско лето, на институциите од областа на културата, може би било погодно кога во нивните тела има представници од бизнис заедницата што ја чувствуваат културата, бидејќи секогаш културата знае да кубури со средства, со пари и слично. Так. Бизнис заедницата може само да биде добре дојдена, со своја одредена поддршка, дали финансиска, или било по кој основ, но и културата да биде во прилог на туризмот.
Значи, Така, културата тоа, и да. туризмот се врзани работи. Тоа го разговаравме дека постојат нели во некои одредени земји, држави, дури во нашето соседство, дека и министерствата за култура и туризам одат се едно заедно. министерство. Така. Точно така. Значи, културата е понуда од нашиот туристички производ. И затоа сметам дека јас лично сум ги пронашол врските, се трудам, значи да одговорам на задачите, но се знае прво на примарната, на таа од која екзистирам, значи ангажманот во мојата компанија Хотел Силекс Охрид, а понатака штом човек се фати на орото, треба да го игра, да најде време да одговори соодветно онолку колку што може да даде допринос и таму каде што се нафатил истото да го чини. Бидејќи во нов ден промовираме здраво живење преку прилозите за здрава исхрана и грижата за физичкото здравје, сега ќе те прашам колку ти успеваш во тоа од секојдневието кое што ти е набилдано со, значи, голема агенда, постојано имаш обврски, меѓутоа колку ти останува реално време за да се грижиш за себе, за твоето физичко здравје и за некое хоби можеби. Покрај сите тие ангажмани кои што ги Најтешкото прашање, нов ден одлично што промовира, значи, здрав живот, би бил неискрен кон публиката кој јас зборувам за здрав живот. Сепак човек во одредени моменти треба да си води сметка прво за себе си, но не можам да се пофалам дека имам хоби, активности кои што придонесуваат за здрав живот. Значи, животот во моментов е препуштен на Бога, му благодарам што сум здрав жив. Така. Многу луѓе ми се чудат, постојано си во движење, како ти со таа килажа и така натака, но во тој дел, значи, препорачувам да секој и за себе си, еве, препорака можеби, еве, ова вака малку ќе те мотивира, јавно прашање ќе ме мотивира, можеби да треба да размислам, бидејќи не би имал баш некој добар одговор, би бил само неискрен. Но дефинитивно често пати знаеме да кажеме зошто имам проблем со кичмата или било каков друг проблем, а никако да се запрашаме зошто и секогаш го препишуваме на судбина. Судбината често пати сами си ја кроиме, но затоа и сами си одговараме. Така да ќе ми биде нов ден мотив за нов ден, да, нека биде мотив и нека биде за мене можеби и за секој да, друг, и така, уште една алтернатива за размислување, можеби бидејќи си, значи, во туризмот, во хотелиерството и гостителството конкретно сега, можеби може да се воведе и таков некој нов начин на исхрана во хотелот сега, колку е тоа исплатливо или дали имате такви гости, меѓутоа можеби чисто како размислување. Едно од подобрувањата на нашата услуга, значи зголемување на квалитетот, е токму новитетите во тој правец. Так. Ние, еве, повторно ќе се вратам на факултетот, си постои одсек гастрономија, исхрана и диететика, каде што студентите изучуваат нутрицизам, каде што тие студенти можеби утре ќе ни ги променат менијата во нашите ресторани, бидејќи ние да тргнеме од Радожда до Светинаум, едно преку друго сме сите, едно те исто се врти на нашите менија, на нашата понуда. Кујните се тие. Но гостите си бараат нешто друго. Така да токму тоа нови менија, по нови светски стандарди, по нови стандарди кои ќе се темелат на здрава исхрана. Тоа се повеќе станува актуелно и тогаш можеби и ти ќе почнеш да го практикуваш, нели? Се надевам, морам, бидејќи тогаш ќе морам да го пробам прво, па понатака да го понудам на гостите. Ете така. Да сме здрави и живи. Во приватниот живот Тоше сопруг и татко на една сладка керкичка, на Аспасија, сега ја поздравуваме. Овде од студиото на ТВМ. Така е. Сигурно се те гледа. Дали и колку ти останува квалитетно време за најмилите? Мора да се најди време за најмилите, меѓутоа благодарам, значи, за поддршката прво на моите најблиски, на сопругата. Можеби некогаш мојата ќерка ќе
ќе ми забележи, значи кога ќе одрасне, еве поминаа 4 години, јас не ги осетив годините како брзо врват и можеби некогаш ќе ми забележи, можеби некогаш ќе се чинам пишман за ова што сега го пропуштам, но се надевам дека некакви, можеби ова емисија ќе биде драга. Можеби ќе биде радосна со одредени работи што сум во животот направил, но како и да е, задолжително време мора да се најде. Така да, мислам дека во организацијата е целата работа. Треба човек точно, значи, ние не мора да бидеме и секојдневно, значи, по 10 часа заедно, по 10 часа заедно, така, секој да се брка својата работа. Значи, меѓутоа, тоа што сме заедно, треба секогаш да е исполнето со љубов, со почитување, со разбирање и затоа благодарам, значи, пред се на разбирањето што го имам од сопругата и нормално од фамилијата, ќерка ми, лека по лека и таа почнува да ме разбира. Во секој случај. По сите обврски, значи, задолжение, активности и ете тоа време подарено и да речем одделено за други општествени, културни цели, колку вреди, Тоше, на крајот на денот, ете, сето она што го правиш? Си размислил ли така, дали и колку вреди ова што го правам, дали можеби можам нешто друго да правам, ете, лично за себе? Можеби во одреден момент, значи во вакви времиња во кои живееме, сами за себе си ќе речи дека не вреди, зарем вреди ли од приватното време да си одземам за било што друго, но сметам дека сепак, ако нешто можеш плюс да придонесеш, да направиш некој друг среќен, да ја сподели среќата, дали е тоа во областа на професијата, на културата, на уметноста или некој други во спортот и така натака, зошто да не се обидеме? Зошто да не направиме? И сметам дека сепак вреди, кога секој нешто дополнително би оставил, би направил за себе, за своите најблиски, за околината, за местото, мислам дека можеби ќе ни биде и животот поубав. Така да, сепак мислам дека се што сме направиле добро, во моментот можеби не можеме да го процениме, дали вреди или не вреди, но времето е најголем судија. Така да, времето ќе си покаже, но јас седам на ставот дека добро е да направиме нешто плюс и за себе и за сите други. Нормално, плюсот да биде некоја добра работа без разлика во која сфера е, за да ни биде на сите подобро. И токму со тоа сакам да завршиме оваа емисија, бидејќи со ова што го кажа, ние дојдовме до поентата и до одговорот на она прашање од почетокот на емисијата, со што токму тебе, Тоше Чочоровски, те поканивме да бидеш гостин во студиото на ТВМ во нов ден, создавајќи за себе, остварувајќи се професионално како менаџер во областа на хотелиерството, имаш едукативна функција, значи како член на управниот одбор на Охридско лето, раководител на културно-уметничкото друштво Дримкол, посветен сопруг и татко, нели добар пријател. Дали е доволно, Тоше? Ти благодарам. Сето тоа што го наброив. Во секој случај си пример за тоа како треба да се однесуваме, нели, и кон себе и како граѓани на ова општество, за на сите да ни биде подобро. Многу убаво ти го кажа пред малку. Со малку правење добро можеме сите заедно да добиеме многу добро. Ти благодарам за комплиментите и за твоите констатации, колку добро правам, значи, пак велам, ќе покаже времето. На крајот на краиштата човек треба да е исправен пред себе, пред Бога, пред своите, пред обкружувањето. Не дека е некој безгрешен, сите имаме грешки, сите имаме своји аномалии, но се трудиме. Се трудиме и затоа велам, времето ќе си го каже своето.
А вас, ако било тоа поводот, бидејќи неколку пати ве прашав зошто токму јас, и ако еве ова е вашата констатација, искрено и од срце ви благодарам, бидејќи ете за прв пат вака јавно споделувам дел од мојот приватен живот. Иначе кој каде се наоѓаме, кој што работиме, на крајот на краиштата тоа е наша работа. Верувам дека уште многу личности ќе најдеш, ќе истражиш кои што и ги има. Значи ги има кои што ете си заслужуваат да бидат гости во оваа емисија, да зборуваат на оваа тема и верувам дека не сме ете тука случајни. Токму по тој основ уште еднаш ти благодарам. И јас многу ти благодарам. Ти посакувам се најубаво, успех на секое поле и до некоја следна емисија. Благодарам и на тебе уште еднаш, на телевизија, на ТВМ од Охрид, и еве да искористам прилика да ги честитам новогодишните и божичните празници кои ни наближуваат. Нека новата година, значи 2014 ни биде посреќна, поуспешна, поберикетна, исполнета со здравје, со позитивна мисла, енергија и напредок во нашата држава, значи во овој град, во Вевчани и насекаде, онаму каде што секаде постои човечко суштество и битие. Ти благодарам, тоа ше уште еднаш. Обкружен со прекрасната природа на Лапланд, овој хотел ви нуди 31 првокласни соби за сместување. Сместен е во областа Саариселка, близу до националниот парк Уро Кеконен и патот кој води до Нордкап и Арктичкиот океан. Во оваа пригода ве носиме малку да поуживате во неговите несекојдневни убавини. Замислете се себе си сместени во игло направено од снег. Потполна тишина. Внатре во иглото има светлина која малку го осветлува. Тоа ја прави атмосферата толку возбудлива што во ниту еден момент нема да ви биде здодевно. Се до моментот кога полека ќе западнете во удобен сон во вашите длабоки и удобни вреќи за спиење. Гостите на овој хотел имаат несекојдневна можност да уживаат во северните светла и милионските ѕвезди на небото. Исто така незаборавно искуство се и снежните олуи. Божикниот пазар во Минхен влече корени од 14 век. Прв пат се споменува во историските белешки како пазарот на Свети Никола во 1642 година. Тогаш, исто како и денес, на Божикниот пазар се нуделе традиционални баварски украси и подароци, вклучувајќи и уникатни парчиња стакларија од баварската шума, свеќи од пчелин восок, оџачарски метлички направени од сливи и бадеми. Во така наречената небесна работилница, децата се забавуваат со изработки од разни стари занаети или печење божикни колачи. На тезгите се продава варено вино, сладко тесто со цимет, зашекерени бадеми, традиционални германски специјалитети како колбаси со сенф, сирење, пиво. И сето тоа се дегустира со звуците на божикните песни кои ги исполнуваат хорови на секое ќоше. Поларните температури ја погодија и Холандија, каде последниве недела дена дојдоа и до минус 10 целзиусови степени. Ваквото време доведе до замрзнување на многу од каналите на Амстердам, што им овозможи на жителите и туристите на овој град да се лизгаат на познатите водени патишта. Популарните канали како Присенграхт, Кајзерграхт и Бруверсграхт се замрзнати и луѓето може слободно да се лизгаат на нив.
Холанѓаните се оптимисти дека температурите и оваа година ќе се спуштат доволно под нулата, за да го искусат ова забавно лизгање повторно. Погледнете како изгледа тоа. Културно-информативниот центар Култура 365 продолжува и понатаму да им подарува книги на охриѓани. Да видиме зашто станува збор од прилогот. Култура 365 повторно им подарува на охриѓани. Изминатава недела тие по втор пат ја организира акцијата Недела на книгата, во која сите нивни посетители добиваат книга. Во оваа втора нивна акција, Култура 365 на охриѓани им ја представи книгата Филозофскиот клуч за македонскиот идентитет на Стефан Влахов Мицов. Интересот кај охриѓани за акцијата се поголем. Има задоволителен број на посетители кои дојдоа и кои си зедоа книга. Дури не изненади фактот што само преку медиумите, преку интернет порталите бе известени нашите сограѓани за оваа акција и не изненади фактот што и многу повозрасни сограѓани наши дојдоа за да си подигнат книга. А книгата која ја подаруваа во минатонеделната акција, Филозофскиот клуч за македонскиот идентитет, го побудила интересот кај пошироката читачка јавност. Во ова дело, Стефан Влахов Мицов говори со јазикот на независен интелектуалец и научник за мноштво теми сврзани со македонскиот идентитет. Оваа книга е зборник, односно содржи јасно концепирани текстови значајни по своите пораки, исто така посебен акцент се става на историографијата и на политиката кон Македонија. Авторот се застапува за современ и независен филозофски пристап кон историските проблеми на Балканот. Целта на оваа акција е секако да се поттикне желбата за читање кај охриѓани, а веќе по првата ваква акција, Разноска вели дека работите почнале да се поместуваат во позитивна насока, односно се повеќе наши сограѓани се интересираат за самата акција и секако за читањето. Почитувани гледачи, тука е крајот на уште едно издание на Нов ден. Следното е за 7 дена, токму за новогодишната ноќ. И тогаш ќе се дружиме и ќе имаме интересни содржини за вас. На самиот крај мене само ми преостанува со задоволство да им се заблагодарам на нашите драги пријатели од студиото Арс Нова, кои што се грижат ние постојано да бидеме убави, и од галеријата Букефал за прекрасните слики кои што се составен и прекрасен декор на нашето студио. Ви посакувам да останете во добро здравје. Се гледаме за 7 дена. Пријатно.